Добро вечер, почитувани гледачи. Оваа недела наш соговорник е британскиот амбасадор во земјава, господинот Ендрю Кис, со кого ќе поразговараме на повеќе актуелни теми. Амбасадоре, предизборната атмосфера се чини сепак ја одбележа неколку инциденти. Колку тоа влива надеж и оптимизам дека ќе успееме да спроведеме фер и регуларни избори? Јас верувам дека Македонија може да одржи фер избори. Многу важно ќе биде дека изборите ќе биде демократски и ќе ги исполнат сите меѓународни критериуми и стандарди. За ова фаза пред кампањата сметам дека општо кажано атмосферата е многу слична со атмосфера во многу земји во сличната фаза. Значи кандидати се подготвуваат за кампањата, почнат да ги представуваат своите ставови пред јавноста. Општо кажано, атмосферата е мирна. Да, има такви извештаи за инциденти или проблеми. Што е многу важно во овој момент е дека каде што има проблеми, сите поплаки да бидат упатени до вистинското место. Да е во изборната комисија или полицијата или партија. И од страната на органи да справуваат со проблеми многу ефикасно, професионално и ако е потребно да ги истражуваат до крај. Сметате ли дека институциите се добро подготвени и дека партиите се на висината на задачата за да спроведеме избори ослободени од насилства? За вистински демократски избори нема да зависи само од насилство, од партиите, од институции. Има одговорност, има потреба на одговорност од сите страни, од владата, од институциите, од партии, од граѓаните, од медиуми. Дали има можност, дали има капацитет да има фер избори во Македонија? Сметам дека има. Јас имав дискусии со многу партии, институции и ги поздравувам напорите од страната на институции за да има добра атмосфера, добри системи и процедури. И се надам дека тоа ќе продолжува до изборниот ден и да има многу добро организирани избори. Клучно, јас сметам, ќе биде прашањето на политичка волја. Доколку постои доволна политичка волја од страната на сите партии, сметам дека изборите ќе бидат фер. Многу важно ќе биде секоја партија, наместо да ја барат вината кај другите, да ја превземат одговорноста на своите поставки, имајќи го превид важноста на овие избори во контекст на евроинтеграција. Амбасадоре, меѓународната заедница, Европската унија јасно порача дека овие избори, односно спроведувањето на фер и регуларни избори, се од суштинско, од клучно значење за евроатлантската иднина на земјава. Што во спротивно? Многу рано е да почнете да зборувате за падна. Јас се надам дека сите ќе продолжуваат да работат за фер избори и не да мислат за последици за лоши избори. Но прашањето е вака. Изборите и демократија е многу важен дел од политичкиот дел на копенхашките критериуми и да доби Македонија позитивна оценка од страната на Европската комисија на крајот на ова година за политички критериуми, за да почне со преговори, ќе треба да има фер избори. Сметате ли дека држава се движи кон меѓународна изолација и ве спорот со името се чини влегува во застој поради изборите во земјава, но и во соседна Грција, а всушност тоа е од суштинствено значење за натамошните евроатлантски интеграции на земјата? Сметам дека важно ќе биде во тек на годинава и двете страни да продолжуваат со напорите да се најде решение. Тоа ќе треба многу конструктивно присуство во преговори, во разговори со амбасадор Немец, но исто ќе треба и двете страни да создадат подобра комуникација, меѓусебна комуникација и меѓусебна доверба.
Во врска со споразумението со соседна Грција, Европската унија повикува на воздржување од провокации кои што би можеле да му наштетат на процесот околу изнаоѓање решение за спорот со името. Како вие гледате на актуелната кампања со антички елементи која што се чини се води во земјава? Не би сакал јас... Кој е вашиот коментар едноставно? Окей. Не би сакал јас да оценувам дали такви одлуки се правилни или неправилни. Но јасно е како е реакцијата од другата страна. Слично не е за мене да коментирам дали таква реакција е правилна, но таква е реакцијата. Што е важно, како реков, е дека и двете страни присуствуваат во процесот и тоа со добра намера, со намерата да се најде решение и за тоа ќе треба да има добра комуникација и изнаоѓање на решение преку меѓусебна доверба. Амбасадоре, доколку спроведеме регуларни и фер избори, кога може да очекуваме датум за преговори за членство во Европската унија? Јас верувам дека има шанса ова година. Прво, како рековте, треба да има фер избори. Исто така ќе треба да има уште повеќе напредок во бенчмарковите од минатата година, да исполнат останатите бенчмаркови, но со тоа, ако Македонија успее со тоа, сметам дека има можност Македонија да биде добро позиционирана, да доби позитивен предлог од страната на Европска комисија. Последните анкети покажуваат длабока поделеност помеѓу македонците и албанците во поглед на прашањето за името, што пак зависи на тамошната интеграција на Македонија во Европската унија и НАТО. Од друга страна, тука и проблемот со струга, односно поделбата по етнички смени за решавање на проблемот во образованието во овој град. Господин амбасадоре, можно ли е никакво сценарио за поделба по етнички линии во Македонија? Јас сметам дека сите напори до сега од меѓународната заедница се за една земја, сите заедници да живеат заедно и има сега добра база за тоа со Охридскиот договор. Ке треба напорите со имплементација, реализација на вредности на Охридскиот договор да продолжуваат. И со тоа мислам дека ке може да менеджира секој ризик на подобен. Јас рековте за Струга и јас бев загрижен со ситуацијата во Струга. Според мене секој дете заслужува образование без насилство. И треба да има напори да ја подобрува комуникацијата меѓу децата, во различни заедници. Што е важно е дека има заедничка цел од страна на секоја заедница во земјата и тоа е да биде во Европската унија. И ако тоа може да се одинува земјата, тоа е многу важно. И на крајот, господин амбасадоре, моето последно прашање, економската состојба, односно соработката меѓу двете земји. Освен Џонсон Мит и инвестиција која што се чини сепак се одолговлекува, се чини на теренот, реално недостасува поголема заинтересираност или барем не се гледаат поголема заинтересираност за влез на британските инвеститори во земјава. Во овој момент сметам дека многу важно е за Македонија да продолжува со напорите да ја подобрува своја бизнес клима. Колку глобалната клима, многу е тешко да има добра клима тука во Македонија, ќе биде важно. И сметам дека најголемата реклама за нови инвеститори ќе биде успех на сегашните. Така, ви благодарам многу, амбасадор. Благодарам. Почитувани гледачи, го проследивте интервјуто со британскиот амбасадор во Македонија, господинот Ендрю Ки. Ви благодарам за вниманието.